Драстично намалување на производството на мед за неверојатни 80%, недостиг од соодветна вегетација за испаша на пчелите, постојано влошување на климатските услови, како и нелојалната конкуренција во трговската мрежа се само дел од проблемите со кои се соочуваат прилепските пчелари. Според председателот на Прилепското пчеларско здружение Братство Дејан Бошковски, годинава била една од најтешките години за околу 200 прилепски пчелари. Од изминатите години, ако бил просекот околу 10 килограми до 12, ова година беше негде дури и помалку од 2 килограми. Некаде дури ич. Мислам дека многу тука може да делува Министерството за земјоделие на тој начин што да се зголеми медоносната флора. Садење на садници кои што ќе придонесат во пчеларство, не само дрва, туку и оние, како да ги наречам, ливадски растенија, ниски растенија. Пчеларот Маријан Петровски, па кој со децении се занимава со оваа дејност, вели дека иако субвенционирањето засега е редовно и изнесува 600 денари од пчелно семејство, сепак пчеларството станувало се понеисплатливо. Тој смета дека е потребна поголема помош од државата со цел побезболно да се излезе од кризата, која пак најмногу е условена од брзите неповолни климатски промени. Ние, нашата работа, пчеларската пракса ни кажува, ние се усовршуваме, се унапредуваме и далеку по-стручно делуваме на пчелите, али од наша страна ние ги задоволуваме критериумите, али од временските услови многу зависи дали ќе има мед или нема. Продажната цена на прилепскиот природен мед, било тој да е планински или ливадски, а за чиј квалитет 100% гарантираат медопроизводителите, изнесува 400 денари за килограм. Оваа цена е исплатлива, посочуваат тие, но само ако би го немале проблемот со нелојалната конкуренција во трговската мрежа, каде се продава мед со не секогаш потврден квалитет, заради што пчеларите инсистираат на поголема ажурност и построга ригорозност на инспекцијските служби. Инаку и покрај огромните вредности на медот, Македонија се наоѓа на дното од европската скала по конзумацијата на мед, со само 200 грама по жител, а додека во западноевропските земји конзумацијата се движи од 7 до 10 килограми по жител на годишно ниво.